Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Зоран Нечев од Институтот за демократија. Нечев, владата во планот 18 ги наведува итните реформски приоритети кои се потребни за Македонија да добие датум за преговори со Европската Унија. До каде е според вас нивното спроведување? Доколку погледнеме планот 18, он е конструиран и содржи сегменти од 4 области кои што се провлекуваат во заклучоците од Советот од јуни 2018 година. Тоа се правосудството, антикорупцијската политика, реформата во безбедносните служби и во јавната администрација. Се уште е рано, немаме некој прелиминарен пресек на тоа до каде е исполнувањето на сите овие активности, но оно што можеме да кажеме и оно што недостасува во овој момент е еден пресек на темпото на спроведување на реформи поврзани со планот од владата, иако овој план беше објавен неколку месеци пред неколку месеци, за да видиме кој е степенот на реализација на активностите и што се предвидува во периодот кој што престои. Реформите, како што наведовте, се однесуваат на 4 клучни области. Каде очекувате да има најголеми потешкоти во нивното остварување? Па ја пред себе би извел реформата на правосудството. Тука мислам дека ќе има проблеми во спроведување на планот. За голем дел од законските решенија е потребно и согласност од опозицијата во конструирање на законите, како и соработка од страна на судските власти во имплементација на одредени активности. Може ли тоа да има последици по однос на евроинтеграцијата на Македонија? Очигледно е дека фокусот ставен на уставните измени во овој момент, но тоа не значи дека треба да се запостават сите овие други реформски зафати кои што се превземани со планот 18, а произлегуваат од заклучоците, бидејќи и во самите заклучоци стои дека Македонија покрај спроведувањето на договорите од Преспа и договорот за пријателство со Бугарија ќе биде оценувана и оценката значи за почеток на преговори ќе биде базирана на реформите во овие области. Рековте дека во голем дел поддршка за реформите ќе треба да има и од опозицијата во однос на донесувањето на законските решенија во собранието, но ВМРО ДПМН ја бойкотира дебатата за уставните измени. Очекувате ли од нив конструктивност за реформите? Јас би ги издвоил гласањето за уставните измени од реформскиот пакет на закони кои што треба да бидат донесени. Сепак влогот во делот на уставните измени и промената од спроведувањето на договорот од Преспа е од есенцијално национално значење, додека реформските пакети сепак има да речеме простор во кој што политичките партии можат да се договараат, надигруваат и за тоа дали и во која смисла законските решенија ќе бидат донесени и имплементирани во иднина. Ке има ли вистинска политичка волја за нивно спроведување, бидејќи критиките најчесто се дека токму таму се потврла? Јас искрено се надевам. Тоа е она на кое што ние инсистираме секогаш и досегашната пракса покажува дека како на Македонија, така и останатите земји од Западниот Балкан, проблемот не лежи во самото креирање на законските решенија, туку во нивната имплементација. Имплементацијата е она што недостасува или земјите потврлуваат во тој дел, исто тоа е случајот и со Македонија, за тоа е потребна како и политичка волја, така и капацитет на институциите, истите тие законски решенија да ги имплементираат во целост. Ке добија ли Македонија датум за преговори со Европската Унија во јуни наредната година? Без да влегуваме во шпекулации, тоа зависи пред се од нас. Во голема мера зависи од нас, од спроведувањето на договорот во Преспа пред се,
а понатаму и спроведувањето на реформскиот пакет. Доколку сите страни го испочитуваат договорот, значи и Македонија од едната страна и Грција од другата страна, ние треба да се надеваме и уверувањето од страна на нашите европски партнери е дека во јуни Македонија ќе добие датум. Сепак се збори за тука е голем број на политики, голем број на интереси се мешаат. 2019 година во кој што Европската Унија ја очекуваат голем број на предизвици. Тука е Брекзит, тука се изборите за Европскиот парламент, нова комисија и така натаму, но јас искрено се надевам дека сите оние обврски кои што ги имаат преземено земјите членки, дека Македонија доби уверување дека доколку ги спроведе овие реформи и уставните измени, дека во јуни ќе добие датум за отпочнување на преговори. Од Преспанскиот договор зависи за членувањето на Македонија во НАТО. Може ли да се очекуваат поактивни мерки од Русија во однос на членството на Македонија во НАТО по усвојувањето на уставните измени? Освен делот на дезинформирање на јавноста околу самиот процес и она што веќе го гледаме како редовни изјави кои што доаѓаат од руската влада или амбасадорите во регионот за самиот процес на проширување на НАТО, не очекувам некои поголеми дисторзии, доколку се имплементира Преспанскиот договор и доколку тој помине, мислам дека вратите за НАТО се широко отворени и мислам дека нема да има Русија прилика каде би можело да го блокира самиот процес. Институтот за демократија беше дел од организациите кои побара одговори од надлежните институции за бегството на Никола Груевски во Унгарија, но се уште не добивте одговор. Така е, значи ние имавме реакција, односно две, последната беше со одреден рок од 10 дена во која што институциите треба да излезат со некаков извештај за спроведените реформи во насока на утврдување на одговорност за пропустите или евентуалното непостапување или соучество во самиот процес. Тие 10 дена, мислам дека измина минатата недела, но не видовме никаква реакција од страна на надлежните институции. Самото договлекување на истрагата, наше мислење дека предизвикува зголемена недоверба на граѓаните во системот и дека повторно се поттикнува онаа политика на неказнивост, нешто што веќе неколку пати во минатото сме биле критикувани и нашите партнери ќе продолжат да не критикуваат доколку не се види некоја разрешница на ова. Ја споменавте и политиката на неказнивост. Неодамна беше донесен законот за амнистија со кој практично ако побараат обвинетите пратеници ќе може да бидат амнестирани за настаните од 27 април. Донесувањето на овој закон ја го гледам исклучиво во насока на да кажам имплементирање на Преспанскиот договор. Секоја друга природа на самиот закон, мислам дека не треба да ја разгледуваме, бидејќи точно се знае зошто овој закон се носи, доколку тоа се става под банерот на помирување, мислам дека е грешна насоката во која што се движи владата, со ова директно се подрива владењето на правото, а тоа е еден од клучните критериуми кои што земјите членки го дадоа на Република Македонија на Советот во јуни. Како ова ќе влијае на извештајот на Европската комисија за Македонија и напредокот на земјата кон евроинтегративниот процес? Рано е да судиме. Мораме да оставиме да видиме каква ќе биде реакцијата на одредени земји членки. Тука Македонија е во многу деликатна ситуација. Од една страна ги имаме Франција и Холандија, кои што се доста критични и скептични на процесот и кои што инсистираат на почитување на владење на правото. Од друга страна имаме заменување на поранешниот премиер во една земја членка на Европската Унија и доколку се погледне одобрувањето за азил, тука стојат сериозни критики за земјата и целиот, да речеме,
за целиот систем на казнување. Тука станува збор за земја во која што имаме политичка контрола врз судството и така натаму. Тоа е исто во делот на владењето на правото, затоа Македонија мора сега во овој момент да биде многу предпазлива. Сепак Унгарија е земја членка и од незиниот глас исто така ќе зависи добивањето на датум за преговори на самитот во јуни 2019 година. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам много. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.